малку од секој пат како да ни се измешани празниците, според мене. Јас имам таков впечаток и секоја, би рекол, пред Нова година, со луѓето разговарам и обично темите се едните исти и некако не можеме да се разбереме дека прво треба да се роди Христос, па потоа почнува да се смета, нели, новото време, новата година, кој како милува. Вака ако земам околинава што не обкружува и бившите југ простори, мислам дека сме единствени што си тераме. Божик на 25, 31 нова година, 7 па Божик, 14 па нова година, така да кај има празници, ние си ги празнуваме. Лично за мене не би требало да е така. Треба секој, нели, да заземе некаков став, нели, или јас сега многу пати говорев, луѓето не разликуваат и не ни знаат дека има два календара, дека јулијански, грегоријански, кој до што се држи, па вие кога го празнувате, па кога е роден Христос. Така да никој не знае кога е точно роден Христос. Меѓутоа, јас ова утро имам голема привилегија, благодарност за сите вас, до пастор Мите, што многу размислував, нели, почнуваме со новата година, што човек да говори. Со моето скромно, би рекол, нели, проповедничко искуство, човек сака или не ке слуша како одминува времето, така велиме дека сме слушале доста проповеди. И јас сум учествувал во некои разговори, па коментираат кој добро проповеда или кој кога имал добра проповед. Ја обично секој пат ги бранам проповедниците и велам дека нема лоша проповед. Идејата ми е дека човек како одминуваат годините, ако е редовен во проучувањето, во слушањето, во говорењето на Словото, може да се случи една иста проповед, да ја слушнете од најразлични проповедници, но интересно е, слушателите велат дека секој пат Словото си наоѓа вистински слушател. И тоа дава така еден мотив да секој пат, нели, кога говориме дека се некаде тоа слово, тоа семе, се надеваме дека во некое срце ќе роди зародиш. Оваа беседа, би рекол, ја насловив како богатството, суштината на Божик. Многу е тешко во овие моменти да, ако ги прашаш луѓето што за нив представува Божик, верувам дека ќе добиете најразлични одговори. Дури подготвувајќи оваа проповед, размислував, нели, и тука да пуштиме едни ливчиња анонимни, без да пишувам име, презиме, што за секој од нас представува Божик и да ги прочитаме, верувам дека ќе имаме различно разбирање за што тоа за нас представува Божик. Од друга страна, велам дека и малку е тешко да дадете еден вистински одговор што на вистина всушност представува Божик. Следејќи ја тај дневникот, да кажам, на определени телевизии, се навратив наназад кога отпочнувавме со црквата и кога правевме водно крштевање на реки најразлични тука во околината на Скопје, кога разговарав со луѓе од православната конфесија, да речем, вика, што правите, тоа демек циркузи. Па почна Агата Ангел тоа масовно да го прави, па сега масовно го прават и они. Па говорев многу дека што правите за Бадник, за Божик, со тие огнови, пари, се пијанчите, како е смисла да уште одат и попови, го благословуваат сето тоа. И сега гледам дека требаше само 2 години да земат малку потврд став, би рекол, и веќе нема попови. Господин рекол, нема да се оди од лани, сега сите вести зборат дека тоа е срамота. Па мене некако како да ми дојде ногата на рамно, па со овие мои роднини и блиски, викам, пред 10 на 15 години, секоја година истото го збориме, ама треба да им каже авторитетот нивни дека тоа е паганска работа.
Па идејата ми е дека суштината за Божик е тешко човек да објасни од причини дека имаме многу и пагански нешта, имаме многу традиција која што е измешана со духовна вистина, би рекол. И ќе се обидам од овој стих кој што го прочита Борјан ова утро да кажам неколку збора за богатството како една од суштините на Божик. Овој стих е од 2 Коринтијаните, бидејќи вели вие знаете милоста на нашиот Господ Исус Христос, дека он бидејќи богат осиромаши поради вас, та и вие да се збогатите преку неговата сиромаштија. Овој контекст овдека апостол Павле станува збор баш за нас, за македонците, за нивната ревност и за нивното помагање. Меѓутоа, јас сакам да говорам ова утро за 3 сегменти, како што реков, за богатството. Да видиме што всушност представува богатство. Сакам вториот сегмент да говорам за тоа што представува сиромаштијата. И само Библијата може да има парадоксални, би рекол, вистини, како може некој преку неговото сиромашување да збогати некој друг. Добро е и се надевам дека преку ова разгледување, преку овие 3 сегменти за богатството, сиромаштијата, дека ќе добиеме едно, би рекол, подлабоко разбирање за суштината на Божик. Овој период сите говорат, и пастор Мите говореше, кога беше концертот, како да кажам, меѓутоа, потребно и ја верувам дека колку повеќе се храниме, колку повеќе слушаме, толку повеќе се зацврстуваме во некои наши ставови или би рекол во нашата вера. Многу читав во овој период преку интернет што всушност представува богатството. И тоа е тема како многу други, ако не се договориме, ако немаме некој консензус, ако немаме некоја платформа, предпоставувам секој ќе си го разбира на свој начин. Ја ќе говорам, секој пат велат и суштината на богатството е материјалното. Кога станува збор за богатство, секој пат станува збор или јас ќе говорам за материјалното богатство. Пред 2-3 години Јана дојде кај нас и тогаш беше во период кога многу прашуваше и вели, дедо, нешто да те прашам, викам, кажи бе, Јана, ние, дедо, вика, богати сме или сме сиромаши? И ја викам, како разбира сега, материјално или духовно или на друг начин? Вели, материјално. Викам да ти кажам, по сите критериуми за богатство, ние сме сиромашни. Не сме богати. Немаме своја куќа, немаме свој стан, немаме автомобил, значи некои параметри кои што велат, ја ти кажам сега малку, што представува, значи спаѓаме во категорија на сиромашни. Ако гледаме некое друго богатство, тога сме, нели, многу богати. Во таков еден контекст светот определува и вели дека има просечно богати, средно богати и супер или многу богати. Просечно богатите обично се повеќе велат, и јас слушав кога растевме во времето на Југославија, дека имало многу јака средна класа и точно тоа го објаснуваат што значи човек да биде просечно богат. Значи да има сигурна работа, значи да има екзистенција да прима, значи да има свој стан или да може да дојде лесно до своје живеалиште. Веќе порано, ако биле автомобилите луксус, веќе станале потреба и да можеш да живееш еден нормален живот, да немаш некаков стрес, тоа ги карактеризира како нормално богатите. Средно богатите се сите оние велат кои што веќе дошле до првиот милион. Дали е тоа евра или е долари, не толку важно, но и бизнисмените велат многу е тешко да го направиш првиот милион, после е малку полесно. И супер богатите се оние луѓе кои што читам сега, да речеме, секоја година, нели, познатиот магазин Forbes, ги разгледува и ги рангира во цел свет. И јас се изненадив да речеме дека во Америка целокупното богатство на Америка е
сконцентрирано во 7 луѓе. 7 луѓе имаат богатството колку што има. Чудно, парадоксално, нели? Меѓутоа вистината е таа. И они многу едноставно велат, објаснуваат преку една шега која е вистина, вика просечните богати секој пат вика патуваат со прва класа авион. Ако треба некаде да патуваат, вадат прва класа. Вика овие што се средно богатите секој пат бираат чартер линии, па мене ми текна на наши пријатели од Германија. Кога говоре, викам, има визар лефтини, вика тоа не ни интересира, гледаме добро да патуваме, точно, сигурно, и плаќат по скапи билети, чартер линии, и конечно најбогатите, супер богатите си велат дека имаат своји авиони, своји джетови, и таа е една разлика. Ова го говорам за да добиеме една слика што представува накусо, нели, богатството, материјалното богатство. Зошто? Овој текст овдека, и не само тука, на многу места, Библијата вели дека Исус Христос беше богат. Кој ќе направите паралела спрема ова што го говорам сега, и низ целата историја на човештвото, што е тоа што Христос може, нели, да парира на сето ова богатство. И интересно извадив авторот на Евреите ќе рече дека тој е одблесок на неговата слава, Божјата слава зрачи просто од него, или он е изворот на славата. Што и да подразбираме во еден религиозен контекст. Коринтијаните 1:17 ќе речат се во него има свое сплотување. Едноставно, сплотувањето е повторно еден извор, една карактеристика негова. И Колосјаните ќе рече во него е создадено се. И ќе завршам со Исаја 9:16, вели тој беше чудесен советник, силен Бог, вечен татко, кнез на мирот. И ако би имале време да земете еден лист хартија и да земете да направите една анализа кои се најбогатите луѓе кои што живееле воопшто во светот, да ги напишете, дури да го пишете, ги има тоа да го најдете на интернет, нивното богатство. Да ги напишете кои биле најмудрите луѓе и со што го одбележале нивното живење и нивната мудрост. Кои биле најмокните генерали, најмокните војсководци, и нив да ги ставите. Да ги ставите кои се најдобрите и најмокните и најпознатите оратори воопшто во светот што живееле. Може дури да ги ставите и најголемите политички лидери и може сето тоа да го пресметате во бројка, како материјална вредност, како пари, колку е тоа нивно акумулирано богатство, колку е таа нивна акумулирана моќ, влијание, се што може за овој свет да представува, нели, некаква вредност, без разлика каков ќе биде вкупниот број или збир на сето ова, представува ништо во споредба со Исус тоа што го имал, како што велиме, на небото, велам дека е имал, пред да дојде да се воплоти, да го напушти тоа богатство и да дојде на оваа земја. Интересното е што кај нас луѓето, ако менуваме професија, ако менуваме, велиме, тим, ако менуваме дрес, секој пат го правиме тоа од финансиска корист. Нема човек многу, или би рекол се ретки луѓето што ќе направат некаква промена за помал финансиски ефект. Исус прави една промена која што не е мотивирана од финансиски ефект. Него напушта целото тоа богатство кое што го има на небото, или би рекол целиот универзум е во неговата дланка, за да има ефект на некакво поголемо
богатство. Ако добивме некаква представа за богатството, што овој свет подразбира како богатство и што се Исус имал и го остава, второто нешто реков, сакам да говорам, тој осиромаши, вели еден збор од овој текст. И ако погледнете дефиницијата во оригиналот за осиромашување, вели да станеш просјак или да бидеш беден, меѓутоа тоа да го направиш доброволно. Бидејќи сите богати луѓе, ако дојдат до просјачки стап или ако осиромашат, тоа обично може да ви говорам и од лично искуство, тоа секој пат е од погрешна инвестиција. Сакајќи да заработиш повеќе, инвестираш погрешно и едноставно, велиме, нели, народски, ќе си пропаѓаат луѓето и доваѓаат до просјачки стап или осиромашуваат. Ова го говорам бидејќи овој збор е навистина суштински. Исус сето тоа го направил доброволно. Доброволно се откажува од целото богатство кое што го има и доброволно осиромашува и станува беден и станува просјак. Во една проповед и овдека е многу важно дека за секој еден од нас ке потенцираме, особено за верните луѓе, може би од суштинско значење е мотивот за се нешто што прави. Што сакате земете? Дали овде сега ми текне зборевме со Мите кој ќе ја чисти црквата? Важен е. Луѓето кои што се пријавиле да чистат, многу е важно со кој мотив се пријавиле да чистат. Луѓето кои што сме во славење, многу е важен мотивот, секој си знае, нели? Меѓутоа, кај Христос секој еден мотив е мотивиран од љубов. Основата е љубовта. И повторно ќе кажам, може би е парадоксално, може би многу луѓе не го разбираат, ќе се навратам повторно, сега имав можности да разговарам со некои луѓе пред Нова година, несватливо е тоа. Како може, како и сега што говорам, некој да има толкаво богатство, доброволно да го остави, доброволно да го напушти, од причина, од мотив, љубов кон кого? Кон созданието. Идејата на Христос, идејата би рекол на Бог, од создавањето на земјата, од создавањето на човештвото, секој пат е мотивирана од љубов. Бидејќи никој пат во неговата представа немало дека он нема да живее заедно со созданието. Дека нема, нели, да обстојуваме заедно. Греот е тој кој што ја прекинува таа врска. И целата би рекол ова гимнастика која што ја прави Бог, ја прави да повторно го воспостави тој контакт и да повторно бидеме заедно со Бог. Идејата на Бог од секој пат била да живееме заедно. И мотивот, повторно ќе кажеме, многу, многу важен, дека сето тоа го прави од љубов. Исто би додал дека нема човек кај нас кој што е богат и доброволно ќе реши да осиромаши или да стане беден. По било кој остав, нели? Ние сме слушале како луѓе си го распродавале, нели, богатството, но нема ваков пример како што е примерот на Исус. Да остави сето тоа и да дојде свесно и доброволно да станеш просјак и да осиромашиш. Зошто? Од преголемата љубов. Јас извадив овдека еден мал извадок од Коритан Бум,
која што ќе рече околу Божик и суштината на Божик, вели никој ништо не може ниту да додаде, ниту да одземе за Божик. И вели вака, бидејќи со мотивот е совршен, затоа што Бог толку го засака светот. Тоа е еден од најголемите мотиви на Бог. Вика, има совршен дар, а тоа е што тој го даде својот еднороден син, и вика, има еден единствен услов да веруваме во него, а наградата за таа вера во него, секој ќе има вечен живот. За мене, навистина е запрепастувачки. И човек колку повеќе ќе се задлабочи во сето ова што го говорам, ќе дојдете, барем ја доаѓам до помешани чувства некако. Од една страна, стварно е неверојатно да некој човек да го има сето богатство на овој свет, да го напушти. Зошто? Заради мене, заради вас. И што бара возврат од нас? Да веруваме, како што вели. Многу е чудно од друга страна што Мите спомна за концертот дека можел да одбере. Ако во тој негов контекст Рим бил престолнината, Мала Азија имала, слушаме многу градови, одбрал село. Можел да одбере каде што сака да се представи, ако може така да каже. Одбрал некое место кое што буквално село. И одбрал да се роди повторно во најдолната, би рекол, прљавата, каде што се животните, нели, во штала. Тешко е некој пат човек да поверува. Има една приказна, јас не успеав, сакав да ја извадам на флашка, ке речев, Мане да ја пушти тука, ама не успеав да најдам на интернет, за големата љубов за момчето кој што гледало мравки. Мите може ја знае. Што направило многу голем аквариум. Толку бил голем љубител на мравките, не знам колку колонии, милиони мравки направил во една гаража, во еден стаклен кафес, со земја, со тунели, со сите нешта. Дури родителите му викале што се случува денек со тебе, со таква страст раскажувал. Секој ден живеел со нив, им зборел, им раскажувал. Вика, како можам, вика, да дојдам да ги кажам, ги сакам најмногу на светот. Ама немало ден да не поминува со часови кај мравките. Па им правил вештачки дожд, па им пуштал храна, па им говорел каде да пазат, каде да одат, каде ќе помине. Татко му еден ден со него го гледал и се одушевувал и му рекол, сине, ова веќе нема смисла, вика, треба да имаш представа дека ова се само мравки. Вика тато, мравки, ама вика, толку многу ги сакам, вика, не можам, вика, да ги прегрнам, да ги гушнам. Вика, тоа многу ме иритира. Вика, има една единствена можност за да им кажеш, да ги гушнеш, да им помогнеш, да имаш можност да станеш мравка. Таа е идејата. Кога ќе можеш да станеш мравка, кога ќе можеш да влезеш, вика, во овој кафес тука, стаклен, ќе може да си разговараш на нивни јазик, да им кажуваш за се, да ги гушкаш, да им велиш колку многу. Идејата е дека Христос го направи токму тоа. И ние сме како тие мали мравки. Некој секојдневно ти говори, некој секојдневно говори дека колку многу не љуби, некој секојдневно говори на најразлични места во светот за Бог, за нашиот Творец, што се направил и прави за нас, и луѓето е интересно не сакат да слушнат и не сакат да разберат. Нема таков човек. Ниту живеел, ниту сега ќе живее, ниту пак ќе живее. Тоа е
уникатна, една и единствена, би рекол, личност во историјата на човештвото. И на крај ќе завршам со последниот вели, за да ние можеме да се збогатиме. Целата идеја, ако е мотивиран да го направи сето тоа од љубов, ако е мотивиран да осиромаши со една единствена цел, за да ни даде можност, за да ни даде, да ни отвори една таква врата, да ние можеме да се збогатиме. Јас многу пати сум говорил меѓу блиските и со мите, теки е тука Бојан. Стално сум велел, има една изрека која што е вистина велат, ако имаш богати пријатели, ти си богат. И тоа е така. Тоа е така. Многу е полесно кога пријателите ти се богати за било што. Можеш да дигнеш телефон за било каква услуга. Ние имаме таков пристап и ние не сме свесни, па не зарабуваат некои би рекол материјални нешта. Не дека не треба да имаме, нели, и куќа, и стан, и работа, се е тоа во ред, меѓутоа суштината, како што велиме за Божик, како да ни поминува. Немаме друг пристап, не можеме да имаме друг пристап. Во еден текст Словото вели, нели, за посинувањето. Христос нас не посинува. И јас секој пат во таков еден контекст велам дека не сите сме Божји деца. Па некои многу пати реагираат како не. Вистината е така. Ние сите сме Божјо создание, меѓутоа Божји деца се само оние кои што, како што вели овде како Ритан Бум, оние кои што ќе прифатат. Исус има отворена покана за посинување. Јас имаше една проповед на пастор Тони Еленков од Бугарија, еден пастор, мите го знае, он има 4 деца, има 2 машки и 2 девојчиња. Машкото кога беше, не знам, 3-4 години си посвоила 5 девојченце и он викаше се што има материјално, станови, пари, куќи, наследството е на овие 4 деца. Меѓутоа, вика, сега од кога го посвоивме и 5-тото, законски, и тоа има подеднаков дел со сите останати. Тоа е многу голема работа. Исус го направи токму тоа. Ние не можеме да имаме пристап до богатството. Не можеме да му се обратиме како со татко, се додека, велиме, не ја прифатиме неговата покана за посинување. Сето ова, негово богатство, би рекол, сета таа моќ. Ние многу пати повеќе ќе се ангажираме и повеќе ќе се трудиме ако е некој светски богаташ или политичар или важен, што не ќе направиме да бидеме во негов круг, па особено сега со Facebook и со ова тоа, и у сладкарница да сте биле, одма веднаш да се види кој што јадел, кој што пиел, кој што направил. Шо фајде што си бил во Париз, еден што викаше кога нема да видат другите дека сум бил у Париз. Така е и оваа наша работа. И ќе завршам со примерот на леди Диана и принцот Чарлс. Како пример, никој велат не ја познаваш. Па и сега од младиве семејства се омажива од актерка ли беше, ја не знам, пејачка ли беше, најмладиот од семејството. Непозната жената. Викам, меѓутоа, во моментот, кога се венчале, она веднаш добива титула во самиот момент. Може да доаѓате од било каде, може да бидете од најмалото село, може никој пат да не ве познава, меѓутоа, во моментот кога станувате жена на принцот, вие веднаш сите во еден миг и се обраќаат со ваше
величество. Ние имаме многу повеќе во Христос. Многу повеќе. И суштината за мене, нели, богатството за Божик, ево тоа да запомниме дека најбогатиот човек кој што некој пат живеел на оваа земја, тоа е Господ Исус Христос, кој ја напуштил таа слава, го напуштил тоа богатство, како што вели еден автор, да дојде да се облече во едно тело, од една слобода, да влезе во оваа кожа и да си го закопча патентот. Пак ја речам, тоа е катастрофално. Мотивот е огромна љубов кон секој еден од нас, кон неговото создание. И сето тоа го прави и го направил за да имаме пристап до неговото богатство и да имаме еден ден да живееме во заедништво. Ви посакувам да бидете благословени оваа година и да имате во предвид дека навистина сме исклучително богати, бидејќи го имаме најбогатиот татко на земјата. Амен.